Благодарам подпредседателя, почитувани колеги, почитувана македонска јавност, министер. Кога зборуваме за капитални проекти во Република Македонија, откако оваа гарнитура е на власт, слободно можеме да кажеме дека капитални проекти нема. Од година во година поразително е што нивото на капитални инвестиции е помало од буџетскиот дефицит, односно што владата повеќе се задолжува отколку што инвестира во инфраструктура. И ете, одеднаш имаме капитален проект со почетна вредност од 1 милиарда и 300 милиони евра. И ке си рече човек, добро е, после 6 години на власт, конечно почнаа да работат нешто. Ама, кога ќе навлеземе во суштината, кога ќе ги склопиме коцките, ќе сватиме повеќе работи. Првата работа е дека терминот, односно тајмингот за овој проект од национален и стратешки интерес, не случајно е избран сега пред крајот на владење на СДСМ и ДУИ, односно пред избори. А другата работа е начинот на кој се спроведува целата процедура околу проектот. И третата работа е криминалот кој што е на повидок, кој со измените на 5 закони сакаат да го озаконат, односно да легализираат грабеж од невидени размери. Сите 5 закони поврзани со коридорите 8 и 10, кои ги доставија со европско знаменце, не се ништо друго, туку легализација на коруптивните елементи од договорот кој го подпишаа, далеко од очите на јавноста, но и далеко од очите на пратениците кои треба да ги гласаат законските измени. Денес на дневен ред ни е законот за експроприација. Она што во ова законско решение најмногу боде во очи е повторно прескокнување на постапките, повторно станува збор за високобуџетски проект, за кој, впрочем, нема проект и повторно се гледа едно безредие и беззаконие. Со измените на овој закон се забрзува процесот на експроприација, така што на брзање се протнуваат нови членови кои предвидуваат обештетување практично на сите објекти кои што ќе се најдат на трасата на ист начин, без разлика дали се работи за легален или нелегален објект. Значи, при обештетувањето се изедначуваат оние објекти кои уредно си платиле комунални трошоци на општините, уредно си извадиле одобрение за градба, си направиле проект, значи си терале чекор по чекор, по закон, и оние кои платиле евро за легализација, што не е во ред, но пострашно и уште што не е во ред е што со овие претходните се изедначуваат и оние кои до денот на поднесување на предлогот за експроприација имаат поднесено само барање за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти согласно закон, значи чија што постапка е во процедура. Значи воопшто не платиле ни денар, односно ниту евро по квадрат, а не се знае дали по тоа барање кое го поднеле ќе добијат и позитивен одговор. Значи, објектите кои што се изградени согласно законските прописи, со соодветна градежна техничка документација, запишани во Агенцијата за катастар на недвижности, се изедначуваат со објектите кои се бесправно изградени, без техничка документација, а услов да бидат обештетени е да имаат поднесено барање за добивање статус на легални објекти. А што ако не добијат ваков статус? Постапката не е ли само почната, не е завршена. И еве накратко, за македонската јавност чисто, со овој закон за експроприација се изедначуваат легално изградените со нелегално изградените објекти кои што ќе се најдат на долж трасата на автопатите, а за сето тоа се предвидени 300 милиони евра, како се пресметани, по колку ќе се дадат, кому ќе се дадат, не знаеме. Исто како што не знаеме и за останатата сума за целокупниот проект. Ова не верувам дека постои во ниту една светска држава.
Овде имаме класична повреда на темелните вредности за заштита на правата на собственост на граѓаните на Република Македонија, регулирана со закон и устав. Но оваа власт не почитува ни устав, ни закони, освен оние кои што ќе си ги направат по собствен терк за нивни потреби. Измените и на овој закон, како и претходните, неоправдано се зацкриваат зад плаштот на стратешки и национален интерес, и токму тоа е што нас не иритира, зашто знаеме дека е неосновано и дека целта и намерите на власта со овие законски решенија е сосема друга. Зашто национален интерес во случајов е македонскиот народ да знае каде се трошат неговите пари со кои се полни државниот буџет. Исто така, национален интерес е македонските граѓани да градат македонски работници на овие коридори со нормално работно време, а профитот да си остане во Република Македонија. И дополнително на тоа, национален интерес на македонските граѓани е да не плаќаат повеќе од 300 милиони евра за пенали и аванси за проект кај кој постапките течат во обратен правец. Во случајов, власта само го показува националниот интерес, а оправдувањата дека се работи за токму таков проект се популизам и замајување на јавноста, и не е точно дека предложените измени се во насока на создавање на услови за поефикасна и навремена реализација на градбите, кои се од стратешки интерес на државата. Од самиот почеток, во врска со проектот, имаме низа сомнежи, низа прашања на кои до ден денес не добивме одговори. Ниту од замениците, ниту од министрите, а најмалку од премиерот, кој е должен на македонскиот народ, иако не го гласале, да им објасни каде одат нивните пари. Должен е да застане и да демантира, да каже за сите обвинувања и сомнежи, но тоа да биде издржано, а не само да се слика пред табли на кои се испишани проектите, од кои изгледа само таблите ќе ги видиме. Знам дека некој од колегите од мнозинството пак ќе стане и ќе каже дека сме против инвестиции, дека не сакаме да ни се развива државата, дека не сме конструктивни. Не, напротив. Во изминативе години се виде кој во Република Македонија е за градење, а кој за крадење и богатење на сметка на туј грб. По сите овие закони кои ги предложија со брзина на светлината, поднесовме амандмани, ниту еден прифатен. Затоа, колеги, немате право да обвинувате и немате право да се правдате дека заради неспособноста на власта виновна е опозицијата. Ние како опозиција правиме се за да укажеме дека со овие законски решенија се прават огромни грешки. Апелираме и нудиме решенија да се поправат грешките кои се прават. Но, како и за се останато, се нема слухи за ова и упорно се решени да тераат до крај. Но не до крај на завршување на проектот, туку до поделба на провизиите. Почитувани колеги од мнозинството, треба да сватите дека не може и не смеат да се носат вакви измени и дополнувања кои треба да бидат основа за нешто што е криминално, а при тоа да не бидат консултирани со стручната фела и да се слушнат нивните стручни мислења. И немојте да зборувате дека во законите станува збор за јавен интерес, кога јавноста е комплетно исклучена во нивното креирање. Носењето на ваквите законски решенија како овој, но и останатите од пакетот закони, само го дерогира целокупниот законодавен систем во државата. Уште подлабоко се нарушува владење на правото во нашата држава и секако ваквиот начин на носење законски решенија се само лош пример кој може да биде злоупотребуван во иднина, кој би носел сериозни ризици, а за кои во случајов се само параван за озаконување на криминалот и корупцијата. Размислете со своја глава. Спасете се од понатамошна одговорност и не давајте подршка на штетниот договор и штетните закони поврзани со него. Благодарам.